Бог и батина во македонскиот интернет простор, Стефан Лазаров и Мандар. Препоставувам се уште најдобри другарчиња. Само другари се, најдобри бевме, се само другари. Ја би кажал браќа искрено. Браќа. Браќа се познаваме 6-7 години, сме поминале и убави, неубави моменти. Повеќето убави. Еве Господ ни дал шанса денеска и да работиме заедно, и да заработуваме заедно, и да го живееме животот малтене заедно. Морам да го поправам. Бог му даде на него шанса, а он мене за да работиме заедно, така што фала му за Добре, драги гледачи, опуштен е Охрид. Опуштен Охрид, фала ви пак што дојдовте, хајп. Најдобри сте, да имаме убаво интервју. Дали се сеќавате како станавте другари? Ај, почни. Ќе одговориш ти или ја? Ја да бидам искрен, не се сеќавам баш убаво, затоа што не бев најтрезен. Ама, чекај, како беше заеднички другари, заедничко друштво, не сакајки се споивме, се видовме првиот пат. Знам дека не се сакавме. Он беше друг филм, ја бев друг. Па не, ја бев фазон. Нешто бев тогаш друг фазон, бе, педерчево, знаеш, вака, така. И се деси еднашка, од нигде никаде да ми се јави, брато да искочим од диско, не знам зашто ми се јави, до ден денес не знам зашто ми се јави. Искочивме од диско и од тогаш историја остатокот. Така беше? Мандар беше хардкор течко, улица фазон, повреден од животот во секој смисол, и сите му се криви, освен да се свати дека сам си е крив за своите постапки. А Стефан се вработи во телевизија тогаш и сум му изгледал на шминкерче, такав градски течко. Ја те знам и пред тоа. И јас и денеска кога ќе не видат, за некои ствари се разликуваме. Меѓутоа јас видов една таква болка во еден тажен дечко и сака се зезам луѓе. Една вечер. Кој беше добриот во приказнава? Па вајда ја бев. Кога размислам. Таа вечер излеговме во диско во Скопје и на враќање од диското почна ми кажува како сака да се пресели во Дубај, да биде обезбедување на некој, не знам таму кој човек, бидејќи претходно нели сакаше да работи во војска, и од таа вечер некако сериозни муабети, се запознавме, кликнавме и реално еве денеска добри сме. Да ти се уништи животот што не замене во Дубај. Од денешна гледна точка не се шалам, не. Дефинитивно не. Мислам, фала му на Бога што не спои. Пошто мислам дека да не споеше, не знам дали од тука ќе дотераше и он, али од друга страна, барем сум дома и барем работам тоа што сакам, така што не сакам ни за ништо, а плюс требаше и за Ирак да идам и од Ирак ме врати. Тоа не знам колку е познат факт, буквално од аеродром ме врати, ти текна вечерта со муабетот. Да, имаше покана да работи во Ирак, пак таква некоја работа, обезбедување на некој VIP лица таму. Таква нешто појма немам. И убава плата. И имавме излегување во Скопје во еден ресторан познат, го седнав и 2 сати му зборев, му правев пресметки со таа плата таму, што добиваш, што губиш. Keep in mind, јас во овој момент не заработувам од YouTube, а веќе сум 2 години на YouTube. Така заработува месечно 70 евро од YouTube. Ништо, без пари. Без пари. Меѓутоа му зборев цело време дека можеме и во нашава држава, треба само да веруваш, да се потрудиш. Му објаснував малку бидејќи јас мојата работа ја работам на принцип анализа и му кажував ова фали, тоа фали, ќе дојде моментот, има простор и фали на нашава држава забавна програма, зезање, некој што е искрен, некој што е различен. Ја во принцип од прв ден кога ги добиваше коментарите селјак си, ваков си, таков си, ја му кажував остај нека коментира, ти имаш нешто автентично. Тоа е доволно за да бидеш интересен и гледан. И се реши дека Ирак нема да оди. Буквално од аеродром со извадена виза, извадено све, еве повторно да искористам можноста да им се извинам на луѓето што реално не отидов на свршен чин, ама испадна дека е правилната одлука и не сакам за ништо. Дали нафтениот магнат е близко до тебе? Како мислиш нафтениот магнат? Твој најдобар пријател? Не. Не е до толку богат. Види, да работи со нафта уште не знам. Али има некој парич. Има. Не, слабо оди работата. Се трудиме. Стефан, лажеш. Видиш што кола имаш паркирано. Добро, срекли сме што луѓето не поддржуваат, не сакаат.
Многу дипломатски одговарам, ќе го прифатиме како таков. Кога се навратите пак на вашите сами почетоци, дали некогаш се случило, пошто се излегувале веројатно често заедно, ви случило да имате иста девојка? Не сме имале. Па не. Како ви иста девојка? Не сме имали иста Не девојка. мора во исти момент, кога едната да била еден период со тебе, другата после со тебе, да речеме. Врска не, мислам никако. Не. Колку што знам, иста девојка сме немале. Не сме Ни имале. за една не. ноќ, ни за вака, ни за така. Не. Пошто он е реално долго време у врска, ја и он кога се запознав, он беше колку Да. година дена беше со Марта. И повеќе 2-3 години. А од пред тоа што бил со девојки имал 1 до 2. Така да. А дали знаевте еве тогаш па и сега да си дадете совет еден на друг, машки совет во поглед на тоа прашање? Еве Стивен како поискусен во подлабока врска, не ви да тебе конкретно совет. Па јас му давам совети од друг аспект. Нема проблем со девојките. Сега е срекно е во врска и он е многу поискусен со девојките, многу повеќе знаел секогаш. Меѓутоа он после тоа има малце проблеми со главата од аспект на тоа за работа, за ова, за она. И јас сум тука секогаш малце да го подбутнам за Значи покрај нафтен магнат и доктор. Психотерапевт. Види, некогаш во друштво мене ме викаат психолог. Секогаш. Затоа што знам да бидам на крајот од вечерта, ајде брат, продолжи се, стани са баре да работиш, ајде да снимаме, утре ако не станеме рано ќе сгрешиме таму и од принцип така ме викаат дека сум понекогаш досаден. Дари докторе, таа е успешна терапија. Секогаш успехот е добра терапија. Што и да направиш претходната вечер, ако стане стениот ден да си ги завршиш врските, на крајот од денот ќе се чувствуваш исполнето. Ако дозволиш излегувањето в претходната вечер или не знам што и да се случи, да не го поклопиш со нешто продуктивно, реално се случува уште поголем проблем во главата или народски или по ова нова генерација кажано бед. Што мислиш ти, Мандар, од ова временска дистанца за ова? За тоа што не постана Стефан психолог? И за тоа. И другото. Психологот е во Стефан, мислам дека ако не беше јутубер, ќе беше психолог дефинитивно. Од стартот како се знаеме е таков, али па фала му на Бога, па и многу пати ми помогнало тоа, зашто јас сум малце не поемоционален, не знам како да кажам. Терсен. Океј, и ми треба некојаш да ме седне некој, ама некој што му верувам. И многу се ретки луѓето што може да ме седнат и ме убедат у нешто, ако не е единствен. Така да, Значи знае да те убеди. па да не знаеш, ме убеди, ја немаш да снимам YouTube, генерал. Така. Или сме имале секакви ситуации, темпераментен е он, јас сум од друга страна цепи длака. И кога ги направиш двете у еден спој, со текот на годините реално влијало и кај двајцата во позитивна насока. Мандар се променил многу од аспект на тоа да биде посмирен човек, порационален, малку повеќе да размислува за одлуките. Јас сум стекнал поголема храброст за некои работи и можеби затоа сме кликнале, знаеш, ние сме се запознале во години кога мои поранешни другари ме повредиле, ме оставиле во некои ситуации, него го направиле истото. Мене ми се случи тогаш првиот успех со телевизијата, демек популарност да препознаваат луѓето. Он беше во ситуација кога го одбија за војска, имаше многу страшен и тежок период и некако ете така со годиниве реално можам ја искрено да кажам дека сега сме дојдени до ситуација да стварно да се созрееме со животот. Или на кратко сме го нашле тоа што ни фали еден од друг. Да. Многу мина ќе се согласам со ова дека животот е на амплитуда еднаш си горе, друг пат си долу, и на многу луѓе ми се случува тоа за жал, меѓутоа па и од една страна тоа е искуство кое што можеби и е потребно да се стекне за да знаеш па како да стигнеш до некоја одредена височина. Колку во тој дел еве сте си помогнале еден на друг со совети? Мислам дека 50-50 беше, зборам за почетокот, затоа што, например, он кога почињаше со YouTube, нели работеше уште во телевизија, беше како фазон, брат, што мислиш да давам отказ да купам една GoPro камера, тогаш на кредити, ја не знам како ја зема, да почнам ли, да не почнам, да, брат, со тебе сум, значи си помагавме првите видеа кога беше, значи уште не беше уходено тоа да снима сам, брат, ќе бидеш ли со мене у видео, ја па тогаш не сакав да се појавам пред камера, ама е ради него, ајде, значи, малтену сите видеа на почетокот бевме заедно, зборам кај него, јас почнав година дена покасно со YouTube, така да
не 50-50 се добро, он булкот на работата го вршал, али кога станува збор за некое, не знам, психичко поддржување, мислам дека 50-50. Види, ние сме растени со спорт, сме растени на улица, реално, сме растени со многу другари. Значи, ние сме биле цело време обкружени со луѓе, ние не сме растени сами. И лично јас и он имаме и се уште имаме таа девиза, се движиме по тоа дека сакаме да успееме со луѓе околу нас. Нема поента во животот да успееш сам. Еве, ние сме сега 20 дена во Охрид, правиме летен подкаст втора сезона и само замисли го моментот еве да сум сам тука. Веднаш енергијата е друга. А кога сме заедно и он расте преку тој, јас растам, заедно растеме. И, од секогаш сме збореле, замисли си го животот паркирани, јас убава кола, ти убава кола, се погледнуваме и сме горди на све што сме направиле. Утре ќе имаме деца, ќе ги растеме заедно. Така да нема ништо побаво од тоа да имаш луѓе околу себе успешни кои што со кои што си изградил нешто заедно. Нема никакво убаво задоволство. Како го викам тоа, џабе ти се милиони ако немаш што кој реално искрено ги потрошиш. Не те користи некој туку џабе ти е све на светот ако немаш што некој искрено го сподели. Јас на пример во новиот стан спремам една соба за мандар. се навратиме на нафтениот магнат. Кој лаже Ѓорд умре, како беше тоа? Јас на мандар му спремам кревет во собата да не мора да си оди. Кога имаме дете со Марта, може девојка му со него се стануваат, да ни Само ќе го помагаат. прошириме креветот. Видете, јас како ја инвестирав плюс една соба во станов за него, разбираш? 250 квадрата станчина, пентхаус, што да нема. Мандар обезбеден си, нема што се грижи за понатака. Додека не ми побара кирија да му плаќам. Ќе биде. А и тоа може да се деси. Па види, не, опасен бизнесмен. Ќе биде братче, знаеш, пута 8 минус 2, едно 250 евра сигурно. Па сега, видите, секој задоволство има цена. Не, бе, ќе му зачистувам па. Нема да ми кажеш дека притоството има цена, нема сигурно. Нема. Цена. Малку се нашалиме, апсолутно нема да се дете ќе повторам изјавата дека за среќен живот се потребни луѓе, можеш да биеш на Малдиви, ако биеш со погрешни луѓе ќе спомнеш катастрофа. Мандар, еве 10 прсти, ако ги гледам овие горе на рацеве. Колку пријатели можеш да изброиш на вистински пријатели? Два. Не треба ме прашаш двајца. Значи, знам дека увек кој да се јавам, он ми е и уште еден. Во животот дека ако треба да загинеме, ќе загинеме. Пази, имам пријатели, сега потесен круг на луѓе, да речам тие некои 5-6 луѓе, што ми се блиски, меѓутоа знам дека двајца, ако треба да се фрлиме, тука се фрлам. За него не знам, може ќе размисли, дали може да платиме нешто ово, а другиот ќе се фрли. Види, пак ќе кажам, значи во животот треба разумно да се размислува. Значи зошто се фрлам ако има друга опција? Дај да платиме, чекај да се јавиме. Мора да платиме, може има комбинација Па некоја. да, па. Чекај, за секој решение, за секој проблем има решение. Само треба да се размисли. Јас гледам дека психологов удри на терапија. Дефинитивно. Да не си ми у кожа, ево секој ден треба го слушаш. Братче, не се полека, значи ќе го решиме. Ја чурам. Полека, значи. Види се, а ти вака, на крај стварно ќе решим. Секој оган и вода. Па да, па Така затоа па те убавината на животот, ако си ти плюс и плюс имаш проблем, плюс и минус најдобро се спојуваат. Исто како една врска и брак. Значи така и другарството кога го негуваш. И колку имаш себе другари на прстите да ги избереш Па најдобро? исто ќе ти кажам, двајца, тројца евентуално, имам А баш кум. на концерт се сведем. Имам кум златен од Струмица, Риста Гавровски, Легато бенд. Имам него, го имам Мерку, имам уште неколку луѓе. Јас имав претходно многу блиски луѓе со кои што денеска не се дружам за жал. Види, не мислам дека нашо е па нешто па многу единствено. На годиниве ретко кој па има и 5, 6, 10 блиски другари. Значи, самиот успех и работата ти носат момент да се откажеш од некои работи. Кога се откажуваш, нормално дека полека ги губиш луѓето. Не значи дека нешто спектакуларно ни се случило на нас, ку знае што ни направиле, па сега ние не се дружиме, па ние сме повредените. Не едноставно Можеш да растеш, едноставно со некој не можеш да растеш. Стапкаш уместо, едноставно не ти одговара околината. немаш заеднички интереси, работиш цел ден, Не те ни работиме. разбираат. Не можеш да излезеш едноставно, се видиш на кафе и полека ги губиш. Пријателството е дар кој никогаш не можеш да го задариш ако не си способен да го имаш. Дали се согласувате со ова? За нели ја требаше психолог да бидам интервју? Јас кратко јасно. Така е. Затоа кажам, другарството е како брак и врска, треба да го негуваш. Тоа е. Меѓутоа и способност е да знаеш да комуницираш и да останеш пријател толку години. На крајот од денот, исто како што спомна брак, мора и компромис да има и у другарството. Затоа што ако има само да речеме ние сме машки, ако има само его и тестостерон и не знам што ово, не може да успее. Едноставно нека машко ко машко, ај жени ќе се не знам како функционира. Машко
два овна знаат да се судрат некад. Ако нема компромис у другарство и тоа не може да биде. Да ве прашам, често девојчињата или пријателките најдобри знаат да се бакнат во уста, зошто ние машките никош не се бакнуваме во Ние уста? друго правиме. Вежбаме, возиме коли, склекои правиме. Но добро, тоа станува сепак за луѓето што се геј, ние не сме геј, нашата сексуална определба е јасна, сакаме Ама жени. не ми е таа поентата туку. Ево вистина, пријателките пример се вистина се бакнуваат во уста, зошто дали е страмно машко да најдобар пријател си Не го. ни личи. Не ни личи. Мислам дека не знам. Ето. Значи не се тоа стереотипи, туку ваше убедување. Не е за стереотипи, Не, едноставно едноставно немаш не е. потреба од тоа, нема природен, не знам, нагон што би те натерало. Вајде девојчињата се понежни или така го сваќаат тоа. Ние машките на пример знаеме, јас се изгушкам. Како што да девојчињата заедно во тоалет. Е така. Ние немаме потреба од тоа. Тоа е интимен чин кој што предпоставам го правиш заради тоа што сакаш да го Треба направиш. природно ти дојде. Природно ти дојде, да. Ама во цело би знаел да го бакнеш недобриот пријател. Чело го бакнувам секогаш. Пија никога. Да видиш пија никога. Знаеш што значи тоа, така? Чело има. Па и јас еве колку чело имам. Што значи? Чест. Чест? Да. Ајде ти. вака. Еве Чекај бака. Муа. Добро, интересно. Мандар, тебе би те прашал кога ќе изиграме на свадба? Ау. Да бидам искрен, Како ги гледа? не, ово е одлично прашање, со оглед на тоа дека сега на 6 септември пунам 30 години, а јас од мал сакав уште на 24 да имам 3 деца. Едноставно животот ме затера така, и мислам дека не сега Дај да не А знам. после Дубај, Ирак и Стефан, да не ме чуе. Секако интервјуто ќе го слушате. Али не дека ми е време и преку време ми е, така што работам на случајот е официјално, работам ексклузивно, турбо работам на случајот. значи сакаш да се оформиш семејство, брак, нели, да се заплужи во брачните води, да видиш како е таа страна. Пак гледаш Стефан те учи. Види, јас немам проблеми никош што немал. Не го гледам бракот ко пречка, на пример, у животот, као стереотип, ајде ќе се ожениш, готово ќе те затворат. Не, ја го гледам. Многу сакам фамилија и многу детна да ми биде фамилијата. Пораснат сум у таква фамилија. Сакаш деца? Обожавам. Мислам, можеби не знам карактерно вака се спојам да играм овоно, али јас да имам голема фамилија сакам и така. Стефан, ти си веќе 2 години во брак со прекрасната Марта. Ја знам, многу е убава. Да. Морам да признам. По прашање на деца, така да сте. Па не знам, искрено, и јас сакам деца, и Марта сака деца, меѓутоа некако чувствуваме дека се уште сме млади. Знаеш, кога ќе видиме вака на интервју некој да каже дека децата не се одговорност, децата не ти го менуваат животот, јас не согласувам со тоа. Децата апсолутно ти го менуваат животот и кога ќе ти се роди дете, барем жената треба да се посвети целосно во првата година на детето. Не само жената, значи исто така и мажот. И сакаме да го направиме тоа кога ќе се чувствуваме спремни. Исто тој момент во животот никогаш нема да бидете спремни и ја не верувам во тоа. Ние сме моментално во една фаза на инвестиција, значи купивме стан и уште еден стан имаме од двата соуградба, живееме под кирија, значи животот моментално ни е еден општ хаос и чекаме да ни се средат тие работи што ќе се средат буквално за една година. Значи јас сум 28, само што наполнив, таа има 25 и имаме уште 2-3 години според мене пред нас и на крајот од денот сакам и таа да се чувствува 100% спремно. Едноставно јас одбрав да го поминам животот со нејзе 100%. Значи јас сум со нејзе во секоја одлука што ќе ја донесем и таа со мене и ќе си дојде спонтано тоа. Не треба децата да ни представуваат терет во ниеден момент, ниту пак како се случат да се чувствуваме дека се откажуваме од некои наши задоволства и амбиции заради нив. Напротив, ќе го направиме тој потек и кога ќе го направиме тој потек, знам дека ќе бидеме пресреќни. Посакувам среќа. Мандар, би сакал да те прашам како можам да добијам стан од Стефан Лазаров, а да не играм на наградна игра, пошто еве го кажа имотот еве. Можеш преш да го заебеш, па со парите да си земеш стан. Толку би кажам. Само тој начин е, така? Толку би кажам. Не, па види, со Стефан можеш многу работи да се фатиш, пример, он е добар човек, ако му предложиш на пример да соработувате вамо таму и све што треба, на го заебеш. И готово, има станче. Ја познавам еден, таков се не знам стан дали купи, ама не знам што направам со пари. Не знам зашто зборувам. Не знам, не сум ја од тука, убаво е зерото, сонце, има облаци, вечер сме на журка.
Така да стан можеш да добиеш ако учествуваш во кивови. Не учествувам, морам да признам, а сакам да учествувам, да, но да. Дали би го направил тој потек повторно? Па да, апсолутно, види Лазаров Awards вечерта беше магична, го завршивме проектот на најубав можен начин. Чувството да дадеш стан на некого нема цена, значи преубаво е. Кога знаеш дека на човек му минува живот и ќе те памти за секогаш. Јас не дадов само стан, дадовме 7 коли, дадовме 7 мотори, 300 чуда дадовме. Јас те најавив во една прилика, знаеш како голем хуманитарец, се уште стојам на тоа. Јас не го сметам тоа за хуманитарен чин искрено, туку тоа е проект, тоа е бизнис проект кој што сме го завршиле успешно и покрај сите предизвици. Сите знаеш ни што све поминав, јавноста знае, нема да се навраќам. Затоа јас него тоа е па наградна игра не е, ниту пак игра на среќа не е, нешто ново е, тоа е подарување. И кога човек го добива тоа како подарок, не е хуманитарно, не е донација кон човекот. Тоа не се станот не падна кај социјално загрозен човек, нели? Така што Лазаров Awards вечерта ми даде еден дополнителен мотив. Тие награди кон естрадните личности се прифати од јавноста перфектно и огромна гледаност имаше вечерта и апсолутно по враќањето до Охрид, планот ми е во август веќе се спрема концептот за следната година и се надевам, сакам сега да биде тоа традиција. Еднаш во годината тоа да се случува, да трае месец, два, три, колку и да трае. И можам да им кажам на гледачите дека за следната година нешто повредно од стан се подготвува, нешто што ќе биде поголемо. И се стандард, знаеш, како сега со гива. Дали Мандар осеќаш дека може би јахта ќе биде некоја? Јас знам што е, не осеќам. Затоа нема да кажувам дека. Види, јахта не е паметен избор. За јахтата има огромни трошоци. Одржување. Не знам, капетан, бензин, тоа се скапи работи за јахта. Познавајќите тебе ти тоа ќе го средиш? Една година бесплатна Види, жарина. со Мандар сме договорени, значи што оваа година, па следната година, ајде не јахта да почнеме од глисер. Кој ќе го земеме глисерот во Охридско езеро ќе не памти тука. Или па стан во Охрид, значи види. Може и стан во Охрид, да. Стан во Охрид. Имаме стан доста. Ќе биде се така што. Мандар, кој е најбавиот подарок што се го добил од пријателски подарок што се го добил од Стефан? Дали се сеќаваш? Материјално не гледам јас никогаш на работите кога станува збор за блиски луѓе. Мене ми е многу побитно тоа што ми дал правец, на пример. Сега вака кога ме праша, одлично тие прашања и сум го размислил многу пати, али најдобриот подарок што ми го дал е тоа што не ме натера, ако не сакав едноставно немаше да биде, ама тоа што ми го даде, односно што го земавме правецов да го работиме јутубот, мислам дека да не ми го даеше, пошто реално 100 пати сум кажал ради него е фатив оваа работа, да не го фатев овој правец, Господ знае кај ќе бев и мислам дека тоа е најдобриот подарок што сум го добил од него, односно што ме натерал, еве пак нека биде натерал. Една мудра мисла, дај му на човек риба, ќе ја изади, ќе биде гладен, дај му на човек Трска и како да фаќа риби. И цел живот ќе знае како се ловат риби и ќе биде најаден. Така што пак ќе повторам, значи мораш да го живееш животот помагајки, но сум му кажал на него, јас на тебе кариера не можам да ти направам. На никој. Може да ти даде ветер во грб некој, и мене некој ми дал ветер во грб. Меѓутоа тоа што Мандар е денес Мандар и го гледаат ради него, не ради мене, тоа што јас сум се успел на свој начин не значи дека некој мене ме направил, а зборуваат дека ме направил. Така што ние сме дечки кои што успеавме во оваа наша државичка од улица да станеме некој нешто, да имаме луѓе кои што не сакаат и ние ги сакаме многу и ден денеска се чувствуваме како пред 5 години. Ние имаме мисија пред нас, која што е да помогнеме на прво самите себе, после на нашите родители. Сам да си помогнеш, не можеш на никој да помогнеш. Да, и на крајот се трудиме да донесеме ново нешто во Македонија. Мислам дека тој го правиме, ги следиме светските трендови и се трудиме максимално. Добро, можам да приметам, мислам и сите приметуваат повеќето, барем милиони кои не сакаат да кажат, ќе кажат дека успевате во намерите. Не е лошо, а? Види се за кого како, некој нашево гледа како невработени, не знам, клошари, Јас сум вработен, имам фирма, добар. Добро, еве за мене. Ти не беше во Ирак. Ќе што да ти кажам? Да бев може, знаеш како, да отиде во Ирак и да се врате дека сега да продам бубрези да солев. Ние таму така можеби ќе ме гледа поуспешен, дека сум отишол негде таму, сум се потел у Сахара, не знам каде во На Ирак. крајот денот треба ли да докажуваме кој е успешен и неуспешен? Значи, треба да прашањето дали сме среќни, дали живееме во моментот. Независно кој колку пари направил или не направил пари, тоа е само по себе. Што ми вредат мене парите ако не уживам во животот? Знаеш како лошо го разбираат моментот на успех, не се само парите успех.
Да, ама луѓето не го разбираат тоа. Тоа е работата. Значи, објаснете им убаво и гласно и јасно на луѓето дека парите не се се во животот. Ти го леснуваат животот. Кога ќе каже некој успешен сум, тоа не значи дека имаш милион евра. На некој му е успех да створи фамилија, да има, не знам, дечиња, на некој му е успех, не знам, еве тоа што сме го направиле ја и Стефан, на некој му е успех кола да си купиме, разбираш, ти ако си се гледаш успешен, кој е тој некој да ти каже дали ти си или не си, сега ја не зборам да си клошарчина и Ние да сме кажеш дека си. веќе во години, не сме деца, немаме 20 години веќе, не сме толку млади, ние сме веќе во години што мораме да размислуваме за иднината, во кои правецки инвестираш, во што ќе влезеш. Значи ние веќе не сме само јутубери, нели? Така што пак е повторно, значи ние не може да те направат 4 ѕида среќен. Ќе те направат тие што се во 4 ѕида внатре. Така што дали си ти во 200 квадрати стан или во колиба некоја на плажа со шатор или што и да е, битно е дека иден ден знаеме, он раќа, јас ќе пијам виски, пошто тоа пијам, он ќе си направиме салата, ќе си правиме муабет цел ден и ќе уживаме. Така што Тоа е успехот за нас. тоа е тоа. На крајот да биде. Можеш во 3 соби да влезеш наеднаш? Не. Море да знаеш Мандар како влагал у 3 соби одеднаш, со глава преку ѕидови две, така. Се дешавало, ама тоа Ама више сега Ме поби. Еве за крај би сакал да ве прашам, нема да завршам со на филозофско прашање кои ви се вашите мотиви, која е најголемата глупост која сте направиле заедно? И да кажете што стварно се смеете и денес, пример да речеме на неја. Смее за затвор да е причата или треба да е family friendly? А како сакате вие? Сте како успешни луѓе. Види. За секој успешен човек постои приказна. Добра или лоша? Има И многу. смешна. Има многу. Може да кажам приказната ти смисли друга, еве две ќе ти даеме. Кога ќе се степавме. Добро, тоа не. Кажи, ама не е ништо. Ај ти кажи тоа што друга. Интересно ти е дека ќе се степавме? Не, ја за затворот ме интересира. Ај за затворот. Не. Кажи за затворот. Каков затвор, другарче? Луѓе се зезаме. Ние сме многу скромни дечки кои што одат во библиотека, читаат книги. Чекај, стварно некоја, не ми текнува моментов некоја стварно глупоста да нема 2-13 години затвор у причат. Не, стварно сакам да ви кажам некоја стварно која не мора да е некоја глупост, да се смеете до ден денес за нешто што сте направили хири или не знам што те негов или твој. Мора да постои такво нешто, да се смеете со солзија, брат, тоа го направите. Ме види, прво нешто ми текнува е вечерната пред 2 дена мислеше ово, значи тоа беше хаос, доаѓа момент на пијанство, у 3 сабали да ме прашаш зошто се скаравме за вчера, не знам, значи излагам од кола, он врати се, не може, врати се, дојди, ја веќе тргам со колата, ми застанува пред кола, гази ме, јас се враќам, значи има такви приказни со општ хаос се случува и тоа е редовна појава на секој пијан човек, не знам што да кажам. Ние па ретко. А мандар не пиеше. Не, малце пиев. Испи 3 флаши водка, 10 шотови, залепи 10.000 денари таму за што направи. Знае. Ние сме види, ние живееме живот како секој друг човек во Македонија. Дали убаво си поминавте? Ау, па тоа ти го објасни преска. Нема поубаво место. Не знам. Само потврдувам за на крај. Една работа ќе кажам. На пример Стефан, тоа му беше прв пат да отиде на такво место, на таква веселба, на таква. Да, ја не одам обично на такви места, не знам зошто. Ова му беше прв пат, го имам терано многу пати. Ти беше иницијатор? Па не сакајки беше, ама јас бев као, ајде ќе видиш дека е најак. Он не бе брат, те молам, викам ќе видиш, абе знаеш проблеми, се он го очекува тоа да биде, не знам, да го гледаат сите вака или нешто. Мукам ти ветувам, не си бил на такво место, ќе видиш. Не види, јас се водам по една девиза, сега не знам како ќе звучи, а на работава дека ако сакаш луѓето да те гледаат, тоа е сепак шоу бизнис. Да, ние сме многу народни луѓе и со кои да седнеме кај додиме, ќе се сликаме, дружиме, ќе се напиеме по една пијачка, ќе муабет ќе направиме секако. Меѓутоа, ако сакаш да те гледа народ, ти не можеш да бидеш секаде. Значи едноставно не можеш да си дозволиш секој викенд ти да идеш у диско, кафана, да пиеш. Едноставно ќе станеш неинтересен, нема да си забавен. Затоа ние кога се појавивме таму, се деша општ хаос како наш концерт да е и се дружиме, се грлиме, се врештиме се. Не ми беше мене тоа поентата. Поентата беше ти таа музика што свира таму уживот ја нема слушнато. Абе се слушаме, ама Абе седи сега и јас сум тој кој што става кочница секогаш, а Мандар е тој кој што на крајот од вечерта се каеме, разбираш? До кога вака му викам, разбираш? И тоа е тоа. Здравје Боже, горе или долу, ама да сте заедно. Уште многу години и да биде се во најдобар ред. Ова е многу за поканата, што не давте, што одвоивте време за нас, така да. Да сте Во секој време. Фала ти и тебе Небојша, фала ви Хајп телевизија. Живи здрави да сте македонци, среќен Илинден денеска, Илинден, него гледате вие денеска. Сакајте си, сакајте Македонија. Чао.